Извозно ориентираните компании кои со завршната сметка ќе прикажат раст од претходната година ќе бидат субвенционирани од државата, најави министерот без ресор Зоран Шапурик, кој оствари работна средба со менаџментот на компанијата Мак Прогрес. Целта на владата е постојано да комуницира со бизнис секторот, да се дискутира за нивните понатамошни идеи и развојни планови, како и за проблематиката на побрзо решавање на барањата на бизнис секторот, за новите мерки на владата за домашните инвеститори, но како мала земја мора да се има и домашно производство, рече Шапурик. Новите мерки содржат повеќе сегменти. Еден од сегментите е да по завршна сметка, ова компанија веќе има инвестиции во изминатата година, оние компании кои што имаат раст, да добијат дел од инвестираната опрема по завршната сметка и по усвојање на законската регулатива во хали, но исто така и во нови вработувања, и тоа секоја година наредна по поднесување на завршна сметка. Значи за оние инвестиции кои се веќе пред најава во 2017, а особено очекуваме од 2018 да бидат едно силно охрабрување и кураж за домашни инвестиции, да можат во овој дел, но се разбира и во други мерки, во нови вработувања, особено во подобро платени работни места. Потоа, бидејќи сме ние земја, како што реков, мора да извезуваме подршка, уште поголема подршка на државата, зборувам, за учество на сајмови, но подршка за добивање на разни сертификати за кои се потребни за извоз, дел се разбира од трошоците. Проширување на капацитетите, промоција на нов бренд и нови вработувања, најави сопственикот на Мак Прогрес Глигор Цветанов. Од страна на министерот бевме запознаени со новите регулативи, односно со заложбите на владата за помош на извозно ориентираните компании, за што сме благодарни и ако има услови би аплицирале за такви мерки. Тековно разговаравме и со градоначалникот на општина Виница за нашите планови за ширење, за изградба на нова фабрика, за нови вработувања и едноставно да посетиме фабриката, да го запознаеме и министерот и градоначалникот со нашите планови. Она што беше спомнато на средбата беше и тоа дека очекуваме новите економски аташеа кои владата планира да ги вработи, би сакале да им бидеме нивни домаќини, да се запознаат со капацитетите на Мак Прогрес, како после нивниот ангажман би биле наши амбасадори, економски амбасадори во странските земји. Општината ќе ги подржи домашните компании и ќе помогне во кратењето на бирократските процедури, рече градоначалникот на Виница Ивица Димитров. Разговаравме за тир зоните, разговаравме и за зоните кои што ги нуди нашата општина. Се надеваме дека подобрата соработка со владата на Република Македонија ќе даде допринос за поголем број на инвестиции во нашата општина. Една таква инвестиција е најавена од страна на фабриката Мак Прогрес, а надеваме дека бирократските процедури ќе ги поедноставиме и ние и законите кои што ги има во Република Македонија и во иднина, овие работи ќе можеме многу побрзо и пократко да ги решаваме. Министерот Шапурик најави посета и на други компании во Виница и регионот со цел одблиску да ги чуе проблемите со кои се соочуваат и мерките кои актуелната влада треба да ги презема за нивна подршка.